Добар ден, почитувани. Започва уште една нова телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за анемијата, односно слабокрвноста. Што ја причинува, на каков начин се препознава и лекува. Професор доктор Оливер Карафилски, хематолог при Универзитетската клиника за хематологија во Скопје, е денешниот гостин во студиото на телма. Професоре, добре ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам. Лицата што имаат анемија велиме дека се анемични. Што се случува со нашето тело кога сме анемични? Тоа не е многу препознатливо, затоа и кажуваме дека симптоматологијата кај пациентите што е слабокрвни може да се разликува, бидејќи воопшто не е специфична. Значи, доста од пациентите ги добиваме после одредени дишни тегоби, например напор или забрзано дишење. Дури кога се направи крвна слика се гледа дека не е било дробно заболување, туку дека се работи за слабокрвност, кое што прави проблеми со преносот на кислород. Некој пат добиваме пациенти кои што се жалат прво на срцево стегање и тоа е например можна симптоматологија, да. Или лупање на срцето, може така? Бидејќи забрзано работи, секој пат кога сте анемични, срцето мора да компензира за тоа доведувајќи повеќе крв за размена и за донесување на кислород, така да некој пат првиот симптом е тоа. Меѓутоа, оно на што сме навикнати е генерално една општа симптоматологија во смисла на замор, неспособност за извршување на потешка физичка работа, може би неспособност за извршување на довчерашните редовни работни или други навики, така наречено. Меѓутоа, тоа што секој пат им обрнувам внимание на луѓето е кај децата, например, проверите си ги децата кога евентуално ќе забележите дека не учат добро, бидејќи секој пат не се должи когнитивни, така ние викаме когнитивните способности, значи она што е размислување, интелигенција, поврзување и такви работи, паѓа секој пат кога е слабокрвност во прашање, така да не значи дека детето не ви учи, едноставно можеби нема способност за тоа. Обично ние сметаме дека можеме да препознаеме дали некој е анемичен според бојата на кожата. Точно ли е дека тие лица се бледи или не мора секогаш да биде така? Во принцип се бледи, меѓутоа сме се излажале многу пати, викајќи луѓе кои што на изглед биле бледи, ќе им направиме крвна слика, се испостава дека сосема во ред. Значи некој пат се работи до така наречен тен или комплекс на лицето што ги има, така да не секогаш се препознава. Аристократски бели, што би рекле. Да, меѓутоа, знаете како, тоа е за човек што прв пат ќе го видите. Меѓутоа, кога некого го имате дома, сте навикнати со време да препознаете кога веќе не е старата боја таа на која што сте навикнати. А точно ли е, професоре, дека кај некои пациенти може да се јават и промени на ноктите, односно ноктите да изгубаат она конвексна форма? Реално многу одамна не сум видел таков пациент, тоа го кажувам на студентите и сликите што ги имам за таа работа, која што се вика коилонихи, односно вдлабнатост на сводот на ноктите и кршливост на работ, значи неравни и кршливи рабови на ноктите, се така наречена коилонихија, односно еден од симптомите, еден од знаците за препознавање на најчесто на железодефицитна анемија. Меѓутоа, тоа треба да биде толку драстична и толку долготрајна анемија за да не побара некој лекарска помош, да стигнеме до толку драматичен проблем. А што точно представува анемијата? Дали намален број на црвени крвни клетки, на црвени крвни зрнца, што народно ги кажуваме, или пак на вкупната количина на хемоглобинот? Тоа е така наречено што спрашање за сите што се образуваат медицински, бидејќи прво што никој пат не можам да прифатам, тоа е да колега лекар ми прати пациент со дијагноза на анемија затоа што има ниско серумско железо. Значи, анализа на серумско железо не покажува дали човек има слабокрвност. Тоа се користи како дополнителна анализа ако сакате кај анемичен пациент да потврдите заради што, односно на што се должи. Причината кога се бави. Меѓутоа, дефиницијата на анемијата, како што е дефиниција на човек што не гледа дека има проблеми со очите или тој што не слуша дека има проблеми со очите, дефиниција на анемија е човек, пациент со снижено ниво на хемоглобин. Хемоглобинот е тој кој што се наоѓа во црвените крвни клетки, кои што пренесуваат кислород и го носат за сите наши органи и ткива. Не значи автоматски дека бројот на црвените клетки е смален, бидејќи тие во компензација на смаленото ниво на хемоглобин се продуцираат во поголем број за да компензира, за да вкупното количество на хемоглобин го доведат колку е поблиску до нормалното, односно потребното ниво. Значи, врз основа на крвната слика вие можете да процените кои се причините за појавата на анемијата, што се треба да се испита? Еве, обична крвна слика ќе се направи, ќе видите некои нарушувања и потоа
серумско железо, може би треба вкупната количина на железо во организмот, резервите да се испитат, што е тоа, феритин? Добро подготвени новинари, секој пат ми било задоволство да бидам во студио. Значи, прво ќе го видиме нивото на хемоглобинот. Дефиницијата на анемијата со тоа е постигната. Индикациите за тоа за каков тип на анемија се работи ги добиваме од други параметри, како што е така нареченото МЦВ или средниот волумен на еден еритроцит. Ако е тој снижен, првата помисла е дека се работи за железодефицит. Ако е зголемен, односно ако црвените клетки, крвени клетки се поголеми од нормалните, тогаш првото размислување дека се работи за дефицит на B12. Најтешки за диференцирање се оние кај што крвните клетки не го менуваат својот волумен, кај што веројатно се работи или за нагло искрварување или за еден посебно потежок тип на анемија кој се нарекува хемолитичка анемија, кај што се разградува практично крвта, односно секој еритроцит. Така, сега кога некој пациент ќе се јави на лекар, која е постапката за да се испита што точно се случува? Што најнапред испитувате? Крвна слика секогаш, а натаму би требало да се направи диапазонот на биохемиски анализи, во кој што секогаш има анализа на серумско железо, ако е можно анализа на ниво на витамин B12, уште неколку биохемиски параметри за да се елиминираат потешките типови на слабокрвност. Меѓутоа, оно што го спомнавте, феритинот е практично најдобриот параметар. Ако имаме предвид дека од 10 пациенти 9 се со железодефицитен тип, значи тоа е железото е најчест метал на нашата земја и неговиот недостиг најчесто се манифестира како слабокрвност. Феритинот, односно показателот на резервите на железо, е најдобар показател за тоа дали во организмот се го потрошиле целото железо што го имате. Бидејќи ние сме една машина која што не е од прилика конципирана, туку има одредени правила. Кога губите железо, прво го губите од резервите. Затоа постојат резерви. Така. Дури кога ќе ги потрошите сите резерви, дури тогаш не се создава доволно хемоглобин. Железото е составен дел на хемоглобинот и затоа ни е неопходен. А во кој случај се сомневате дека се работи за искрварување, односно може ли да има микрокрварења во дигестивниот тракт? Па заради тоа некој да има анемија? Најтешка работа да убедите пациент дека губи крв. Бидејќи толку е вообичаен секојдневен животот на пациентите што прв пат доаѓаат со половина или со третина крвна слика, што тие воопшто не кажуваат дека таков проблем имат. Меѓутоа, ако малку подлабоко одите, ќе видите дека жените практично ви кажуваат дека нивните крварења не траат само 3 до 4 дена, туку траат 7, 8 и така натаму. И тоа значи може да биде причина за анемија? Најчестиот дел. Значи, ако 9 од 10 пациенти се железодефицит, 8 од тие 9 се жени во репродуктивна возраст. Меѓутоа, како да објаснам, за секоја жена нејзиниот циклус е единствено што таа го знае. Жените не споредуваат циклуси. Може да споредат квантитативни работи, колку дена крвари, евентуално колку обилно крвари. Меѓутоа, тука лежат најголемиот број на проблеми. А како да проценат дали обилно крварат, доктора? Има методи кои се медицински, броење на бројот на влошки кои се користат дневно, ставање во пластична кеса и нивно мерење на вага практично. Меѓутоа, се е тоа релативно. Ако една жена не знае колку е тоа кај други жени, тогаш за неа тоа ќе остане стандард и нормално. Така. Значи, тешко е да се убедиме дека стандардот е тој што допринесува за создавање на анемијата. Кај мажите е уште поголем проблем, бидејќи нормално тие немаат циклуси, меѓутоа ќе ги прашате имате ли хемориди, имав, ама сега немам. Како сега немаш, исчезнаа, туку така, хемориди не исчезнуваат без лекување. Значи, секој пат и во најголем број на случаи се работи или за очекувано или она се вика навикнато крварење или за невидливо крварење. Меѓутоа, нема сврха натаму да правите тестови за таа работа, бидејќи мора поопсежно испитување да се направи. Значи, не е доволно само да констатирате дека имате крв во изметот, туку треба да се најде изворот. Ендоскопски преглед тога советувате? Советуваме најчесто бидејќи гастроскопија. Одамна сме престанали да правиме рентгенски испитувања на системот за варење на храната. Ендоскопските прегледи се најдобри, колоноскопија ако пациентот евентуално ви каже дека има свежа крв, односно најчесто тогаш се може би и со ректоскопија само хеморид да се констатират. Меѓутоа, ако има црна столица и запек и такви работи, тогаш веројатно се работи за горно дигестивно или евентуално желудник 12-палочни тенко црево. А каде се абсорбира железото? Во кој дел од цревото?
последните 2/3 од желудникот и почетниот дел од 12-палачното се место кај што се ресорбираат и железото и витаминот B12. Така да таму... Ако имаме некакви нарушувања на слузокожата, на 12-палечот црево или пак на желудник, може да имаме проблем со анемија? Тоа е многу специфично заболување, така наречен хроничен атрофичен гастрит, во кој што случај најчесто прво ќе се манифестира недостиг на витамин B12. И само ако тоа го потврдите, тогаш може да ја наречете анемијата пернициозна, инаку само викате дека е B12 дефицитно. Ова е специфично само за тоа заболување. Меѓутоа, проблемот со желудникот и 12-палачното е особено важен за оние пациенти кои што се подложни на хируршка интервенција, заради улкусна, односно чир болест, или заради малигна болест, или заради нешто друго, заради кој што зафатот хируршки, кој што во такви ситуации се изведува, наречен Билрод 2, обично го отстранува тој дел и од желудникот и од 12-палачното, кој што е неопходно за ресорбција. Што викаше мојот стар професор по хирургија, добриот хирург ова го знае и на својот пациент ќе му каже дека од сега па натаму, после зафатот, тој мора да остане на она што ние викаме парентерална, значи во вид на инекции, терапија и со железо и со B12, кои што се ординираат периодично, не многу често, меѓутоа доживотно, бидејќи не може од никаде да се абсорбира да земе нити железо, нити B12. А професор, има ли вистина дека пациентите што пијат апчиња за намалување на киселоста на желудникот исто така се соочуваат со проблем со ресорбција на железото? Ја да го оставам вие да го раскажете ова, бидејќи очигледно добро сте подготвени. Многу често се пијат тие апчиња, речиси сите што се на некаква хронична терапија, зимаат. Ова е основна причина зашто некои пациенти ми се враќаат без да ми кажале предходно, иако јас упорно ги прашувам дали пијат таков тип на антациди или протонпумпа инхибитори или H2 агонисти, тоа се 3 категории на лекови кои што служат да ја намалат киселоста во желудникот. Киселата средина, односно желудечната киселина, е неопходен услов за ресорбција на железото. Железото во својот пат од храна до користење во организмот мора да помине два оксидоредуктивни процеси, два редокс процеси, за кои што е неопходна киселата средина. И секој пат на пациентите викам, кисела не значи кисело млеко, тоа е друга работа. Кисела значи или желудечна, која што е хлороводородна киселина, или во компензација на тоа, ако заради нешто или атрофичен гастрит или лекови немате, тогаш препорачуваме паралелно внесување на железото со аскорбинска киселина или популарно наречена витамин С. Значи неопходен е витаминот С за абсорбција на железото, но ќе се задржиме на таа комбинација во текот на емисијата кога ќе се посветиме на лекувањето. Најдобро би било ако може да не го примаат одреден период тој препарат, меѓутоа ова е алтернатива. А можат ли некои хронични болести да предизвикаат намалување на железото во крвта? Еве, например, тие што имаат, професоре, проблем со тироидната жлеза, Хашимотов синдром, и тоа е исто така често. Тироидната не е поврзана многу повеќе, воопшто не е редовно, воопшто не е некој екстремен процент, меѓутоа во поголемиот број на случаи кога пациентот со тироидни заболувања имаат анемија, тие се обично поврзани со недостиг на витамин B12. Аха, тука веќе B12. Недостиг на железо кај хроничните заболувања реално, ако зборуваме од медицински аспект, не постои. На анализа ќе добиете ниско железо, и тоа е она што го збунува неискусниот лекар, бидејќи прва работа што ќе помисли дека се работи за недостиг на железо. Меѓутоа, кај сите хронични заболувања не доаѓа до железодефицитна анемија, туку доаѓа до нешто што се вика анемија кај хронични заболувања. Се работи за зголемување на нивото на еден хормон кој што го создава црниот дроб наш, се создава во нормални услови, при секое воспаление, хронично заболување, малигно заболување или други состојби кои што го пореметуваат организмот, нивото на хепцидин се качува и го блокира искористувањето на железо. Значи тоа постои, меѓутоа не може да го потрошите и тоа е главниот проблем. Тоа е за чистата причина кај пациентите болни од карцином. Вела дека карциномот го јаде железото, така народно е кажано, значи практично го блокира во ситуацијата. Не може да го искористите никако и затоа сега во медицинските кругови се работи за така наречени антагонисти на хепцидинот кои што ќе го блокираат тој дел за да може да се користи железото. Да ги поканиме и гледачите да се вклучат во денешната телма амбуланта на телефонскиот број 3076 677.
Почитувани, претпоставувам дека ќе имате прашање поврзано со анемијата, со оглед на тоа дека е релативно честа состојба. Професор доктор Оливер Карамфилски, хематолог од Универзитетската клиника за хематологија во Скопје, е денешниот гостин кој што ќе даде објаснувања, појаснувања на сите ваши прашања и дилеми. Честа ли е анемијата? Јас бидејќи работам, сакам да кажам дека е многу често, меѓутоа споредено со некои други чести заболувања практично е доста низок бројот. Меѓутоа, еве вака, да речеме дека секој дневно во нашата амбуланта веројатно со 3 ординации кои што работат ќе најдете и предпладна и попладна, ќе најдете најмалку 20 до 30 пациенти со слабокрвност прв пат пратени. Во едукацијата на студентите на факултетот практично им кажувам дека очекувам кога ќе дипломираат да не ми праќаат пациенти со анемија, бидејќи тоа е состојба која што апсолутно имате многу лесни начини на препознавање, начинот на лекување и на следење на корекцијата е многу лесен и очекувам дека тој проблем го решаваат лекарите во примарното и во секундарното здравство. Но сепак доаѓаат пациенти кои што имаат проблем со анемија, претпоставам за да се утврдат главно причините кои што довеле до сето тоа. Имате ли често пати здрави жени дојдени на преглед, бидејќи некои статистики покажуваат 1 од 3 или пак 1 од 5 здрави жени се соочени во репродуктивниот период се соочени со анемија? Тоа се оние што ги праќаат со резултати за ниско серумско железо. Во панелот на анализи кои што ги има лекарите во примарното здравство постои анализата на серумско железо. Сама по себе таа не значи апсолутно ништо. Хемоглобинот ако не е намален, мерењето на серумско железо апсолутно без никаква причина, без никаква основа. Не може да интерпретирате наводи тоа. Значи не може серумското железо да биде крстено анемија ако е хемоглобинот нормален. Серумското железо секој пат земено мора да има заедно уште 2 протеини кои што го носат железото. Добре. Тоа се така наречени целосен и несатуриран дел на протеини носачи на железо. Ако се тие високи, значи дека ниското железо е реална бројка. Меѓутоа, ако се тие ниски или нормални, тогаш ниското серумско железо е просто лабораториска грешка. Значи, има пациенти на кои што сум им кажал, не сте имале причина да дојдете, ова е само лабораторија. Ние не лекуваме лабораторија, лекуваме пациенти. Симптоми потребно да има, односно претпоставувам некакви знаци на болест за да треба да се спроведе лекување, но сепак понекогаш анемијата може ли да е проследена без никакви знаци? Без никакви симптоми? Може, заради тоа што викаме, постои тој механизам на адаптација. Ако се крварењата мали, а долго трајни, многу денови, тогаш пациентот едноставно се навикнува дека од вчера, од завчера, од минатата недела, од пред 2 недели, тоа е начинот на живот што го има. Некои ако се во поодмината возраст викаат, веројатно ми од годините и така натаму. Имаме гледачи на линија, да ги вклучиме, да им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Добар ден, мислам дека сум ја на линија. Да, вие сте, повелете. Па скоро на сите прашања веќе докторот ми одговори, меѓутоа сепак сакам вака конкретно да го прашам. Од секогаш железото ми било ниско. Дури секогаш испод 9, единици до 3 се симнува. Меѓутоа, хемоглобин и еритроцити ми се на долна граница. Значи не се испод долна граница. Дали со овие медикаменти никако не можам да го зголемам железото, а освен тоа ми прави големи проблеми на желудникот. Сега, постои ли начин како да се тоа поправи, осим со, да кажеме, сирупи, таблети, да не ги набројувам, што све што внесам нешто такво во желудникот, веднаш добивам диареја. И повраќање, диареја и такви проблеми. Така. Тоа е едно прашање. И второ прашање, имам ја и многу други 5 комада овие хронични заболувања, примам и аценокумарол. Дали тој влијае на висината на железото во крвта? Значи, прашањето ми е, железото ми е секогаш ниско, до 3. Така, но сепак хемоглобинот и еритроцитите ви се во рамки на нормала, но на долна граница. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, дали ова состојба е анемија? Уште едно прашање имаме или? Дали имаме уште еден гледач да го вклучиме? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете.
Поздрав до водителката и докторот. Благодарам. Да кажам едно мое искуство пред 96-та, негде 97 година, јас бев пациент на хематологија. Јас одев по еден период, да не речам од 3-4 години, и како одев, моето железа долна граница беше 10-ка и јас добив двојче. Значи, недостаток на лекарот, не сакам да го спомнам името, бидејќи сепак, значи, не ми беше кажано да земам витамин С со железото. Моето железо, наместо да се покачува, јас го изгубив, го дојдов, значи, минимум двојче, петинка од долната граница. Така да стоем на нозе. Добро. И случајно едни пациенти, да докажам, може ли? Да, повелете. Јас мислев дека завршивте тука, во ред. Не, пациент има во холод и вика, што ви е често тука млада сте релативно. Така, добро, значи вие имате некое негативно искуство конкретно со некој доктор, сега да не се споменуваат имиња, во ред. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете, доктор. Јас секогаш сум признавал дека на крајот на криштата ние сме само хумани, колку што забораваме ние, толку ви реков и дека искуството со пациентите се исто така да не кажат, например, дека взимат одредени лекови, меѓутоа никој пат тоа не го взимаме за зло. Факт е дека многу од жените кои што не можеле да останат бремени, на крај се испоставило дека е тоа заради тоа што не знаеле дека слабокрвни, кога се поправи слабокрвноста, тогаш и тој дел се компензира. Да се вратам на претходната пациентка која што е многу комплексно прашање. Аценокумаролот може да биде причина за анемија само ако е предозирана. Аценокумаролот е антикоагуланс. Тој придонесува за полесно крварење ако е предозирана пациентката, значи тоа треба да биде по контрола. Ниското серумско железо кај пациентката која што сама каже дека има барем 5 други хронични болести, веројатно се должи на нив. И тоа што никој пат не може да го покачи хемоглобинот се должи точно на тој хепсидин, кој што кај хроничните заболувања е повисок и го оневозможува взимањето, ресорпцијата на железото. Значи, колку год таа да внесува преку уста, тоа нема да може да се искористи. Затоа не треба да прави напори да се коригира бројката на железо, ако хемоглобинот е надолна, меѓутоа сепак долна нормална граница, туку треба да се лекуваат хроничните заболувања, ако тие се поправат, тогаш и ресорпцијата на железото се коригира. А зошто анемијата е честа кај трудниците и кај доилките? Кај трудниците по дефиниција имаат анемија, бидејќи тие прво имаат една физиолошка состојба која што не е болест, меѓутоа која што не е ни секојдневна. Значи тој период од 9 месеци и тоа најчесто во третото тројмесечие, во последното тројмесечие од бременоста, речи сите пациентки стануваат слабокрвни поради недостиг на железо. Тоа сите гинеколози одамна веќе го знаат и дури немаат потреба од консултација со хематолозите, и сами тоа го решаваат гинеколозите, така што ќе дадат тераписки дози на пациентката да ги прима во последното тројмесечие и евентуално во првите 3 месеци после породувањето, односно од лактацијата. Тогаш жените практично имаат зголемени потреби за железо, така да тука само суплементи не помагаат, туку треба да се земат тераписки дози на железо за да се коригира анемијата и да се надомести потребата, зголемената потреба од железо. Уште двајца гледачи очекуваат вклучување. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Јас ван на анемијата што е слабокрвноста, меѓутоа бидејќи докторот е стручен за некои работи, поздрав до докторот, сакам да го прашам што значи покачен пролактин и ТСХ. Знам дека е тоа за тироидната жлеза. Така, тоа е ендокринологија. Добро, професоре, би одговорила на ова прашање? Само дека треба да се направат ендокринолошки испитувања, бидејќи може да бидат поврзани со хипофизата најчесто, меѓутоа може да бидат и изолирани покачувања, така да. Така, значи ендокринолошки консултации се потребни во овој случај. Ајде да го слушаме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. До докторот поздрав. Сакам да го прашам дали, например, кога гледате дека не може да се спаси пациент, дали има на некого им имате кажано прејдете на природна база, пошто јас мицевска љупка ја изгубив сна од брат, на природна база јас и нудев, ама многу беа цврсто фатени, пошто од двете страни они беа скептични, пошто медицината кај нив од двете страни беше, али јас можев на природна база да ја спасам, што толку ми е тешко, 4 години. Добро, јас ви благодарам за вклучувањето во програма, докторе, на природна база, медицина базирана на докази во ситуации кога има за себе животозагрозувачка состојба.
Тоа е кај нас состојба која што е секојдневно, да се разбереме. Ние главно работиме со малигни хематолошки заболувања, ова зашто сум дојден денеска кај Така, вас е. сосема друга тема. Јас ќе ги замолам и гледачите да се држиме за темата на која што говориме. Проблем. Значи, јас за себе секој пат сум викал дека сум прилично ортодоксен лекар. Надвор од она што јас го знам од моите учебници, од моите предавања, од тоа што е расположива медицинска литература, ја нити имам против, меѓутоа не сум тој што нити препишува, нити препорачува. Значи, се што може да го добиете без лекарска рецепта е веројатно можете си го направите на своја рак. И може да го направите. Ја немам ништо против тоа. Некој пат ќе им кажам дека не сметам дека тоа има корист, бидејќи на крај краишта разберете дека тоа се луѓе кои што надежи вложуваат во нешто што вие ќе му кажете затоа што ортодоксната медицина не успеала. Меѓутоа на крај ќе се испостави дека се трошење на финанси без никаков ефект. Може би има инцидентни, анегдотални случаи кои што нешто ќе успеат да спасат. Меѓутоа тоа не е дел што јас влегувам во расправа. Апсолутно. Тука имаме уште еден гледач за вклучување. Се надевам дека прашањето ќе се однесува на темата на која што денеска говориме, а тоа е анемија и слабокрвност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас само сакам да го прашам доктор поздрав и среќни празници нека му се. Сакам да дознам каде работи и сакам лично кај него да отидам, затоа што јас се да разглабам. Не сум толку стручен, али сакам лично кај него, пошто гледам дека е во ред. А имам проблеми со желудникот, имам и со... Сега ја ќе кажам на народски, на чмарот, на некој, кога искачам по надвор, некако имам некои симптоми кои што болни. Затоа сакам и крвта ми е мене слаба и ми студи. Имате така зимурливост и слаба крв, така. Има прием, и има ли денови кога и прима. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорот инако работи на Универзитетската клиника за хематологија. Предпоставам професор дека може да се закаже преку матичен лекар, дека имате денови кога тој дел не може. А тој дел не може бидејќи околу 2 години јас веќе не работам во амбулантата, имаме доста колеги кои што и бараат термини, така да практично беше договор со менеджментот дека треба да го ослободам мојот термин како некој што е во некои одминати години од работа и помладите лекари да почнат да работат амбуланта. Меѓутоа, ако толку пациентот инсистира, нека закаже преку мој термин кај некој од колегите и после тоа слободно може да ме побара во принцип горе на клиника да ми покаже резултатите. Меѓутоа, ве уверувам дека моите колеги практично од сите генерации што ги имаме се апсолутно компетентни и дека со нив ќе заврши работа. Меѓутоа, друга е поентата. Секој пат слабокрвноста е последица. Пациентот самиот знае што е проблемот и што е основата на слабокрвноста. Прво појдете на консултација со гастроентерохепатолог или со дигестивен хирург, решите го проблемот. Последицата е многу лесно да се коригира. Така. Професоре, споменавте дека менструациите може да се многу честа причина за слабокрвност кај жените, но дали самата слабокрвност може да доведе до промени и до проблеми со менструалниот циклус, односно пообилни крварења и слично? Не директно. Продолжените крварења трошат тромбоцити, тоа е веќе друг сегмент, значи крвни плочки кои што се одговорни за згрушување на крвта. Ако е таква состојбата, практично можно е дека тоа ќе се пролонгира, односно дека пациентката ќе има и други или продолжени крварења. Меѓутоа, самата слабокрвност не потенцира крварење. Ајде уште еден гледач да вклучиме, веднаш потоа ќе одиме со еден блок реклами. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Абе, молам, имам поздрав до докторот, едно прашање. Не занинија, мојот сопруг има многу високо железо, секогаш, 38. А има болки во нозете, дали може тоа високото железо да прави проблем и што да преземеме? Така, ви благодарам за вклучувањето. Високо железо. Од железо не може ништо да ве боли, од железо не може да ви се врти, не може да ви биде лошо, не може да ви се гади и така натаму. Железо е лабораториска анализа, која што се прави само ако имате причина да испитувате. Ако не, не знам зашто испитуване во случајот, постои заболување со високо железо, меѓутоа не верувам дека тоа кај возрастен човек првпат би се јавило и некој да не забележи до сега никакви знаци на едно заболување што се вика хемохроматоза. Индикативно е во случај што го имате само тоа серумско железо, зашто неколку пати реков дека така само по себе не значи ништо, измерите го феритинот. Ако е тоа високо, тоа е веќе знак за некакво заболување, ако не, тогаш се работи само за лабораториска грешка. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа почитувани продолжуваме со денешната телна амбуланта.
За анемијата, поточно за слабокрвноста, денеска зборуваме со професор доктор Оливер Карамфилски, хематолог при Универзитетската клиника за хематологија во Скопје. Професоре, имаме двајца гледачи кои што ќе бидат воедно последните што ќе ги вклучиме во денешната телма амбуланта, за да имаме простор да појасниме како се лекува оваа болест и ќе ги замолам гледачите да бидат концизни и кратки со прашањата во интерес на времето. Добар ден за првиот од нив. Ќе го замолам гледачот веднаш да го исклучи тонот на телевизорот за да можеме нормално да комуницираме. Добар ден. Ало? Ве слушаме, повелете. Здраво, сакам да прашам вака... Само исклучете го тонот на телевизорот. Јас ќе замолам од режија веднаш да го вклучат следниот гледач додека успее гледачката да се снајде со телевизорот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање до докторот баш за болеста моја. Ја имам полицитемија рубля вера. Така? Баш точно за лекарот баш е то. Така, ве интересира сега што конкретно во болеста? Ме интересира на колку време треба да давам крв. Добро. Пошто јас бев пред година дена таму на хематологија, кај ми се чини Светлана Балканова. Така, сте биле кај некој лекар, сте направили испитување, сега ви интересира колку често предпоставувам треба да давате крв и да се прават испитување. Ви благодарам за вклучувањето. Дали имаме првата гледачка? Ало? Сега можете да го поставите прашањето, повелете. Значи, вака сакав да прашам за вредности, например, еритроцити 3,16, хемоглобин 9,8, а хематокритот гледам дека е низок 27,3, а се работи за пациент што има хронична бубрежна слабост и креатинин некаде над 324. Колку изгледа тоа сериозно и дали има некое мислење докторот околу што треба да се преземе и така натаму. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Првото мислење што докторот го има дека возење автомобил и медицина не се работат преку телефон, значи ако веќе ме читате резултати, тоа не се смета за медицинска консултација, меѓутоа во случајот бидејќи се работи за пациент со хронично бубрежно заболување, најверојатно дека се работи за анемија кај хронична болест и таа има сврха само да се лекува бубрежната болест, не може да се коригира со други препарати. Полицитемијата за која што прашуваше првиот гледач, е сосема обратно од оно што денеска го разговараме, а тоа е премногу јака крв. Меѓутоа, без разлика што еднаш сте биле, таа е прилично сериозна состојба, не треба да оставите ниту на телефонско, ниту на друг начин на консултации, треба да имате редовни консултации со ваш лекар, у принцип, кој што работи хематологија, и нема правило на колку време се прави испуштањето, туку тоа зависи од анализите што во моментот ќе ги направите. Значи, ајде да кажем некаква пракса, додека не ги доведам пациентите кои што доаѓаат кај мене во нормална состојба или приближно нормална состојба, тие испуштања на крв може да бидат многу чести, 2 пати неделно, еднаш неделно, меѓутоа кога ќе фатиме некој систем, после пациентите доаѓаат некој на месец, некој на 2, некој дури на 3 месеци. Професоре, некои луѓе страдат од еден редок тип на анемија, апластична анемија. Што се случува со нивниот организам во тој момент? Дали само црвените крвни клетки растат или односно опаѓаат така? Тој назив не го осликува сосема заболувањето, бидејќи се работи практично за недостаточност или недоволна продукција на сите крвни елементи, значи не е само анемија, туку се работи и за намален број и на црвени клетки, и на бели клетки, и на крвни плочки, односно тромбоцити. Тоа е едно многу комплексно заболување кое што бара грижа во терцијарното здравство. Се работи за еден имунолошки процес кој што и оневозможува на коскена срцевина да прави нормални клетки во доволен број. Некој пат таа работа е стекната, мислам се јавува кај многу мали бебиња, меѓутоа се јавува и кај возрастни. Фреквенцијата не е многу честа. 1 до 2 пациенти имаме годишно со таква состојба. Моментално на клиниката имаме еден нов пациент, млад. Третманот кај младите пациенти, значи тука нема поправење со железо, со B12, со други работи, не е таков тип на заболување, не е тоа недостаток, тоа е дефект во матичната плурипотентна хематопоетска клетка која што не може да се диференцира и да раѓа нови клетки со тоа темпо и со тој квалитет кој што го има.
Третманот за овие пациенти е една многу интензивна, така наречена имуносупресивна терапија, кај млади пациенти следена со трансплантација на матични клетки хематопоетски крвни, а кај возрастните пациенти само со таква имуносупресивна терапија со различни медикаменти, антитимоцитен глобулин, циклоспорин, кортикостероиди, кои што натаму се продолжува одреден период или многу подолго, практично зависно од тоа каков резултат ќе даде Така, првобитниот значи ова сепак една далеку покомплексна, односно доста комплексна болест и состојба. Кога се работи за другите типови на анемија, на каков начин се лекуваат? Предпоставам прво треба да се утврди причината што довела до неа. Ако не утврдите причината, тоа кажувам, тоа е принцип на полнење на бушна кофа. Значи, ние може да ја коригираме анемијата, меѓутоа, ако не сте елиминирали причината, тоа пак повторно ќе се јави. Секој пат мора паралелно да се коригира слабокрвноста и да се најде и да се санира причината. Значи, обично кај жените препорачуваме и консултација со гинеколог и со гастроинтестинален хирург или гастроентерохепатолог, кај мажите нормално само со вториот профил, и корекција на изворот, наоѓање, дефинирање на изворот на крвозагубата и корекцијата. Зборувам за железодефицитна анемија, која што е најчестиот тип. Ако се работи за причина која што довела до ваква работа, нормално после корекција, после санирањето на изворот, треба да се коригира анемија, тоа се прави со медицински препарати, кои што не се суплементи, туку се медицински препарати, кои што кај нас ги има во сосема задоволителен број и задоволително дејство, кои што се земаат обично 3 до 4 месеци за да се коригира, зависи со која првобитна вредност на хемоглобинот ќе почнеме. Меѓутоа, правилото во третманот, периодот кој што би бил потребен за корекција на нивото на хемоглобинот да се удвои, односно вториот период после корекција на ниво на хемоглобинот и санирање на анемијата, потребно да ги надоместите резервите на железо кои што се потрошени во настанувањето на анемијата. Обично колку време тоа трае? Обично до 6 месеци практично, ако сте почнали со ниско ниво. Имате една популација која што станува по собствен избор железодефицитна и анемична, тоа се вегетаријанци. Тоа сакав да прашам, доколку месото не се исфрли од трпезата, од менито. Основен извор на железо е месо. И најдобриот производ за употреба на железо е месо. А од растителен извор ако се внесе железо? Растително зборите за спанање за тие работи, не може да изедете спане толку колку што ќе изедете месо и не може да го изедете секој ден. Меѓутоа, постојат две категории на вегетаријанци, едуцирани и неедуцирани. Ако сте едуциран вегетаријанец, вие знаете дека не внесувате доволно месо дневно и тогаш взимате суплементи. Суплементите се достапни без рецепта, ги има во многу фирми, меѓутоа тие содржат 10 до 20 мг железо. Заедно со секој ден практично една ваква таблетка ќе ви овозможи нормална ресорбција и потреби за железо. Но многу од оние кои што земале железо како рековте, тоа не е суплемент, тука е лек, така? Железото. Или ако железото третираме анемија кај пациент, тогаш се зема медицински препарат. Ако е вегетаријанец, може да се компензира со суплемент. Но железото не секогаш луѓето добро го толерираат. Многу често им се гади, им се повраќа. Што во таква ситуација кога не може да го земаат препаратот? Кардиналното прашање полошо ви од што се слабокрвни или од тоа што ви се гади? Апсолутно. Бидејќи да имате пролив не е некаква страшна работа. Ја разбирам дека може да биде непријатна, меѓутоа секој пат мислам дека е многу понепријатно да бидете слабокрвни. Значи ќе истрпите еден период, се трпат многу пострашни работи од тоа. Абсорбцијата не се нарушува доколку има диареја, доколку се јави може да се наруши, меѓутоа како да ви кажам, вие внесувате 200 мг железо, а дневните потреби се 1. Колку год да изгубите, тој дел ќе го ресорбирате. Затоа се толку високи тераписките дози на препаратот. Ако ви се гади, она пациентка претходно што викаше повраќам, тоа морам да речем дека не верувам, бидејќи толку изразено не сум добил од никој пациент податок, меѓутоа да се гади, да. Се гади затоа што препораката за земањето на железо да се зема на гладно. Значи прва работа на сабајање што ќе направите и касно попладне или приквечено на гладно пред јадење. Мора да падне на киселата средина од желудникот. Значи тие ефекти малку ќе ги компензирате прво со вашата добра волја, а друго постојат и други работи кои што може да ве спречат во тоа. Меѓутоа сепак некои работи треба да истрпите. Професоре, треба ли да се направи некаква корекција во исхраната? Советувате ли консултации со нутриционисти, па да се коригираат дневните менија?
Некои внесуваат мед со ореви и семе од коприва. Сум ги чул сите Велат рецепти подобар до сега. природен извор отколку железен Ќе суплемент. да ви кажам, секоја храна е природен извор. Ние не правиме вештачка храна за пациентите кои што имаат слабокрвност. Природната храна е месото е природна храна, исто така. Меѓутоа некои не поднесуваат или не преферираат таков тип на храна. Се што може правите, меѓутоа ако веќе сте дошле кај лекар и ако имате терапија, бесмислено е да добивате и терапија со железо и на сето тоа да се надградувате со некаква богата исхрана со железо. Значи нема потреба да ја дуплирате дозата на терапија. Елиминирате причината, вие веќе никој пат нема да имате потреба од терапија за анемија. Така да причината да се елиминира, да се коригира анемија, после тоа продолжите со стандарден живот како што сте навикнати до тогаш. Доколку не може интензитетот на менструалниот циклус да се коригира, што тоа значи дека жената долги години ќе треба да прима? Гинеколози се знаат. Значи, како што јас знам како се коригира анемија, така гинеколози знаат како се коригира траење на циклус, така да има начини тоа како да се реши. Во кој случај на пациентите им советувате да примаат инекции железо? Тоа е една демагогија која што може би некој од моите колеги ќе примени. Ти не си за на уста, тоа многу споро трае, тебе ќе ти дам инекции, многу брзо ќе те поправам. Не може да направите една фабрика која што произведува или мелница која што произведува леб да произведува 10 пати поголемо количество леб дневно затоа што ќе донесете брашно. Таа има капацитет на производство. Исто така има и нашиот организам. Значи, вие може колку сакате железо да ставите, она ќе произведува само со тој 1 милиграм што ќе го внесете дневно. Бесмислено е пациентот да го боцкате, да му направите модрици, стврднување во бутните регии. Многу се болни тие инекции. Венските може да предизвикаат одредени реакции на преосетливост. Да, може да дојде до такви и затоа секој пат тие што се инекции железо треба да бидат давани под надзор медицински. Значи, тоа не е едноставна работа. Друга работа е, немојте да одите со демагогијата, туку секој пат во случајот на железодефицит најдобриот начин на лекување е со орални препарати што се земат на уста. Постојат индикации, постојат одредени состојби во гастроентерохепатологијата и други заболувања кои што се медицинска индикација, односно услов за да поминете на терапија со така наречен парентерален, односно мускулен или венски препарат. Меѓутоа, тоа се 7-8 каузи или причини или поводи во кои што можете да препорачате таква терапија. Меѓутоа, секој пат се работи за состојба во која што примањето на оралниот препарат е невозможно. Ви спомнав хируршката секција на ресекција бара на пример ваков третман. А трансфузија на крв? Трансфузија на крв секој пат кога прв пат ќе ви дојде пациентот кој што е, како да ви кажем, има две или. Некој пат ќе ви дојде пациент со 1/3 од крвната слика, меѓутоа ќе дојде сам, ќе разговара со вас, ќе свати што е проблемот, ќе почне да се лекува. Некој пат ќе ви дојде некој на носилка или некој што нагло практично забележал таква состојба. Ако пациентот има симптоми од типот на тахикардија, значи забрзана срцева акција, тешко дишење, така натаму, и ако хемоглобинот е паднат под она што е медицинска граница 70 или 80 грама на литар, имате индикација за ординирање и трансфузија, меѓутоа тоа ќе биде еднократно. Прво да ја поправите за да почне со терапија. Ако не почне со терапија, тогаш имаме проблем, тогаш остануваат пациентите. Некој пат или не ги примат правилно, или не ги примат доволно, или не го решаваат проблемот. Така, споминавте, треба да се најде проблемот. А кое ниво на хемоглобин е ниско, но прифатливо? Долна граница? Ако ви кажем дека книгите пишува дека 30 грама, значи нормално ниво е 120, 150, 160 грама на литар. Ако ви кажем дека книгите пишува дека не може да останете во живот ако имате под 30, а ние сме виделе такви пациенти кои што останале во живот, тогаш ќе ви кажем книгите лажат. Меѓутоа е многу индивидуална работа. Значи, прифатливо е се што е до 100 грама. До 100? Да. И тогаш може да почнете да испитувате ако има проблем. Меѓутоа, еве пациентката преска што ви кажа за сопруг или татко, не сеќавам што беше, со хроничните болести или со бубрежната инсуфициенција, тоа е очекувано. И тие пациенти се адаптираат на тоа. Ако е ова континуирано паѓање, некој пат во тоа паѓање, практично пациентот ќе почне да има проблеми и ќе се јави на доктор. И тогаш ќе го решиме. Ако се работи за хронична болест, веројатно е предодредувањето дека со некое умерено ниво на анемија ќе се расправа цело време додека го има хроничното заболување.
Меѓутоа сме имали пациентки кои што доаѓаат со 40-50 грама хемоглобин, што е реално 1/3 од крвната слика, кои што разбрале што е проблемот, почнале да взимаат леки, никој пат немале потреба од трансфузија, иако можеби јас сум бил загрижен да ти дам трансфузија, ама ако тебе ова тие состојба што имаш со месеци и ти не осеќаш проблем заради тоа, onda окей. А се случува ли ке пациенти да дадете, да ординирате терапија и таа да не дава резултати покрај тоа што сметате дека причината е решена? Се случило и тоа. Најтака анегдоталната причина е, докторе, мене железово никако не ми се ресорбира. Викам, како све друго ти се ресорбира, пошто само имаш железото само е проблем. железото. Значи, или се работи за недобро поставена диагноза. Тоа е можно. Или се работи за недобар препарат. Значи, взимате некој препарат кој што никаде не ви е евидентиран, го взимате од она што викаме природна, не знам колку е природна, или нема препаратот доволно железо во себе, а треба да има 200 мг дневно, медицинските препарати, или не се зима во време кое што сум го кажал, или не се зима на начин на кој што сум го кажал. И тогаш имаме проблем. Или она што претходно се појави како случај, за кој што вие ме прашавте, пациентот од други причини зима некакви антациди, односно средства кои што го намалуваат секрецијата, ја намалуваат секрецијата на желудична киселина. И секогаш во комбинација со витамин С да се земат овие препарати? Не секогаш. Ако имате своја желудична киселина и се во ред со желудникот, нема потреба. Ако треба да компензирате за недостигот на желудична хлороводородна киселина, тогаш да. Само во тој случај витамин С, меѓутоа не е неопходна комбинацијата железен препарат со витамин С. Ако имате здрав желудник, не се работи за чир на желудник или нешто за што примате ваква терапија, сосема слободно, без дополнителна аскорбинска, односно витамин С. А доколку некој има чир на желудник, тогаш препоставаме тешко и прекуста железниот препарат да се испие. Тешко е бидејќи железото дразни. И тоа е една од индикацијата. Ако имате апсолутно она рана што се вика од чирот, тогаш може да поминете на паренталон, односно на мускулни или венски инекции. Професоре, ви благодарам за вашето денешно гостување. Навистина на еден убав начин ни појаснивте многу аспекти поврзани со анемијата. Убаво е да се знае дека има различни типови на анемија и различни причини кои што доведуваат до неја и дека секогаш треба причината најнапред да се открие, да се стави под контрола за анемијата да се излекува, бидејќи анемијата, како што рековте, последица. Ако помогнавме на некого, тогаш мисијата исполнета. Секако многу корисни совети, препораки за сите нас. Ви благодарам за вашето гостување во Телма амбуланта. Секогаш задоволство. Почитувани професор доктор Оливер Карамфилски, хематолог при Универзитетската клиника за хематологија во Скопје, беше нашиот денешен гостин. Зборувавме за слабокрвноста и анемијата. Гледајте не секој работен ден во редовниот термин на оваа емисија 12:45, кога заедно учиме за нашето здравје. До гледање.